Почитувани медиуми, во пресред на манифестацијата Тиквешки гроздобер, кој ќе се одржува овој викенд во Кавадарци во соработка со општината и заедно со учесниците кои закупиле штандови во рамки на оваа манифестација, денес ќе и оствариме работна средба, со што ние како институција настапуваме превентивно и укажуваме на доброволно почитување на даночните закони. Сите учесници на оваа манифестација знаат за обврските, но секогаш постојат некои прашања кои заеднички на ваквите средби ги појаснуваме. Би сакала оваа прилика преку вашиот медиум да ја информирам јавноста и сите учесници кои вршат промет на добра и услуги, задолжително да користат одобрен фискален апарат и во доволен број, да го евидентираат остварениот промет за секоја фискална каса и најдоцна наредниот ден да го уплатат дневниот промет кај носителот на платен промет. Исто така би сакала да напоменам да издаваат фискални сметки и на видно место да имаат истакнато соопштение на кое ги информираат купувачите за нивната обврска да бараат фискални сметки. Додека пак за физичките лица кои ќе вршат продажба на производи од времен карактер, тоест храна и други работи, пред да почнат со дејноста да поднесат барање за паушално плаќање на данок од вршење на дејноста од времен карактер во подрачната единица на Управата за јавни приходи. На основ на поднесеното барање, Управа за јавни приходи издава решение со утврдени аконтации на данок на личен доход со прилог налози за плаќање на данокот за остварениот приход во периодот додека ја вршеле дејноста. Тука би напоменала исто така кај семејните винари кои планираат да учествуваат во оваа манифестација и имаат план да вршат продажба, потребно е истото, согласно член 71 од Законот за данок на личен доход, да го пријават приходот и да го платат данокот најдоцна 10-тиот ден во наредниот месец. Бенефит од усогласеното даночно работење имаат сите, а Управата за јавни приходи го следи нивното законско работење, со што заеднички придонесуваме за одржување на една манифестација како што е Тиквешки гроздобер, истата да се одвива во една убава атмосфера и се разбира на општо задоволство на сите. Дали правите контроли што ако некој нема поднесено барање за времен карактер, а веќе врши продажба на отворено или за време на манифестацијата? Кога се во прашање физичките лица кои поставиле тезга на јавен простор и дејноста ја вршат од времен карактер, независно дали тоа е за 2 месеца, 1 месец или пак за неколку дена, најпрво Управата за јавни приходи настапува советодавно, односно го информира лицето, вршителот на дејноста со даночната регулатива, а му се прави и соодветна едукација, односно му се објаснуваат чекорите што треба да ги направи тоа лице кое врши дејност од времен карактер за да биде усогласен со законот. Секако, по одреден период од неколку дена по советодавната посета се прават и соодветни даночни контроли за да се види дали вршителот на дејноста од времен карактер даночно се усогласил. Согласно Законот за данок на личен доход, непријавувањето на приходите и неплаќањето на данок е казниво и следуваат глоби. Глобите за физичките лица се движат од 50 до 250 евра, додека пак за правните лица глобите се движат во праг од 300 до 10.000 евра.